Топлото време ги измами првите цветови кај некои овошки, но со тоа се зголемени и дилемите кај овоштарите, дали ниските температури кои ќе се појавуваат периодот што следува може да ги замрзнат цветовите, а со тоа да нема плод. Експертите велат дека повеќе фактори влијаат на тоа. Во цвет или цветовите на овошките може да издржат температури од прилика од минус 1,5 до минус 2 степени Целзиусови. Должината, односно големината на температурите, односно нискоста на температурите, пред се исто така издржливоста ќе зависи и од должината на трајањето на овие ниски температури, па во колку овошките се наоѓаат во депресивни терени, значи долу, кај што има подолго задржување на самите ниски температури, тогаш може измрзнувањето да дојде и на температури и на минус 1 степен Целзиусови. И обратно, измрзнувањето на цветовите и покасно губењето на плодот, во колку овошките се наоѓаат на терени каде што нема депресивност, односно поминување и кратко делување на овие релативно ниски температури врз цветовите, тогаш овошките може да издржат и температури од прилика до минус 2 степени Целзиусови. Употребата на одредени етични ѓубрива може да го стимулира создавањето плодови, вели Ивановски. За спречувањето на монилијата, пожелно е да се додадат и одредени течни ѓубрива кои што се всушност богати со бор или содржат бор. Борот е микроелемент кој што го стимулира прашникот, кој што ќе падне врз точникот, да прорати, а со тоа да го оплоди цветот и покасно да се јават или да се појават или да има плодови. Ниските температури негативно влијаат врз основните физиолошки процеси во растенијето со тоа што прво ги забавуваат, а потоа целосно ги прекинуваат. При температури под 0 степени доаѓа до формирање на мраз во растенијето, а со тоа и прекинување на процесите.